Јавноста во четврток на 20 март преку пренос во живо ќе има можност да ги слушне аргументите и ставовите на 20 странски и 13 домашни експерти кои ќе учествуваат на подготвителната седница на Уставниот суд за законот за јазици, информираше председателот на Уставен Дарко Костадиновски на брифинг со новинарите. Меѓу нив и подпредседателот на Венецијанската комисија и холандски врховен судија Мартин Кујер, кој ќе го образложи пријателскиот совет што нашиот суд го побара од Венецијанската комисија. Артур Скучс, судија на Европскиот суд за човекови права и експерт за малцинските права и јазици, ќе образложи праксата на судот во слични случаи. Ќе се дискутира за 6 спорни правни прашања, кои јавноста ќе ги дознае на самата седница. За формалниот дел за указот за законот веќе беше одржана седница во март 2021. За Костадиновски е важно граѓаните да ги чујат сите мислења, а уставните судии да донесат финална одлука во мај или јуни. Политичките изјави од Дуи, председницата на Уставен, Костадиновски ги оцени како политичко дивјаштво. И денешните наводи од интегративците за оспорување на Охридскиот договор и уставниот поредок на земјава преку законот за јазиците ги отфрли со индигнација како опасни лаги и тешки манипулации. Што треба ние да направиме со таа иницијатива? Да земеме да ја искинеме, да ја чуваме до 2030-та, до 2040-та или до 2050-та година? Од каде знаат каква ќе биде одлуката на судот? Кој може да ја предвиди одлуката? Што ако судот рече дека нема никаков проблем, ќе се извинат ли тогаш за ваквите тешки лаги? Дали е нормално цело општество да се чува во заложништво заради политички амбиции на некого, кој било и да е? Од домашните експерти присутни ќе бидат Маргарита Цаца Николовска, поранешна судика во Европскиот суд за човекови права, професорката по уставно право и член на Венецијанската комисија Рената Дескоска, професорите Борче Давидковски, Јетон Шасивари, Гордана Лажетиќ, Мерсел Билјали, Денис Прешова, како и професори од Државниот универзитет во Тетово и Гостивар и тројца председатели на судови, Жаклина Доведен на апелацијскиот суд Битола, Иван Џолев на кривичниот суд Скопје и Бурим Сејдини од управниот суд. Костадиновски кажа дека до овој момент не добил известување од никој од судиите од малцинствата, двајца албанци и еден од турската заедница, дека нема да присуствуваат на седницата, откако претходната ја бојкотираа.